Малку подзаборавените легенди се тука секогаш кога е потребно да се внесе малку свежина. Традиционалниот неуспех во справувањето со јазикот, па дури и тој на телото, се враќа во полн сјај. Good evening and thank you for your invitation. Thank you for your invitation. А моето предавање ќе биде на македонски. Екс-председателот веројатно немал чуено за старата добра техника која треба да се користи за да се покаже умешност во обраќањето и да се биде разбран. Памет за друг пат. Оти се е толку лесно и едноставно. И русите го разбираат македонскиот јазик, особено кога е во пишан текст, меѓутоа и кога говориме, само треба да говориме поспоро и се разбираме. И секој македонец кога го слуша Путин, особено Путин како што говори споро, како што говори јасно, ние практично не ни треба превод. Иванов не е толкав габарит, но барем при обраќањата не само неговите, туку и на сите македонски политичари. Треба да се употребуваат факти и аргументи. Оти само така може да биде разбрана нашата приказна. А таа е голема и длабока. Made in Macedonia или произведено од Македонија, да не ги редам, тоа се умови, тоа се раритети, тоа се артефакти, археолошка граѓа, 25 метри археолошка географија, која ни една држава нема. И мојата почитувана пријателски наша стратешка држава, американците немаат, британците немаат, германците скаја да ја немаат, да не ги редам ред по ред. И навистина нема потреба да се прави листа, бидејќи е предолга и нон-стоп има нови и нови откритија која затврстуваат увереноста дека сме посебни. Не мора веќе ни да се копа, кај да сецнеш, се појавува нешто невообичаено. Чудо или природен феномен, форма на куче појавено на стебло од исечено дрво во атерот на карбинското село Радање. Ја, например, ке мене виде цар, царица Елена и цар Костадин, кај мене, на дрвот. Чено тоа беше од език. А ова слика нешто кажува. Сега јас не може да кажам што е, стручаци не кажат. Влијанието на надприродните сили во нашата природа и општество е огромно. Може да е некој феномен, може да е чудо, ама навистина е специфичен збороизборот кој се користи за да се нотира како се стасува до позиција. Секое работно место во царинската управа ќе биде заслужено со работа, но и секое работно место во царинската управа ќе биде заслужено со неработа. И на крајот, и да зборуваш уште пополека. Треба сепак да знаеш што зборуваш. Во очи празникот 11 октомври оддаваме почит на сите кои на тој ден 1944 година го започнаа ослободувањето на Прилеп, а го завршија на 3 ноември истата година. Празникот и онака помина. Време е за нова револуција. Ама таа изгледа како и секоја ги јаде своите деца.